да забележиме дека исто така имале и голем извоз на нафта. Односно, извозот на нафта добил рекорден моментум пред почетокот на оваа војна, што значи дека очигледно оваа земја напредувала, за потоа нормално да видиме драматично паѓање на извозот на нафта, со оглед на фактот дека голем дел од структурите за производство и транспорт на нафта во Сирија се така речено уништени или превземени од страна на ИСИЛ, потоа од страна на најголемиот дел се земени од страна на курдите. Гледаме дека драматично паѓа извозот на нафта, а Сирија има доста добри нафтени наоѓалишта. За кон крајот на 2019-2020 година и така речено почетокот на оваа нова декада, исто да почне да расте, но нормално ова веќе не е во рацете на Сирија, најголем дел од ова е во рацете на курдите на североисточниот дел, но како и да е, за жал, сириската влада губи еден од главните, би рекол, придонеси на нивниот GDP. Гледаме дека во 2013 година 8,17% вкупниот GDP доаѓал токму од нафта. За жал, немам, значи ова е малку, би рекол, груп чарт, не е толку добар, а гледаме од 2018 година, 2011 година пред почетокот на војната, околу 20% од GDP доаѓал директно од нафта.